Пристигна новиот Супермен филм. Call of Duty Mobile има заработено над 3 милиарди од своето постоење, а добивме и многу интересни детали за Ghost of Yotei. Добро дојавте на Гиковски неделни со Марио, на дебели гикови, овозможено од Златен Даб. Да, официјално после долго време чекање го добивме новиот Супермен филм, кој што е во режија на Джеймс Ган, или може да се каже спасителот на DC универзумот, односно филмскиот универзум на DC. Фановите широм светот на Супермен се задоволни од тоа што го гледа, дури јавев да го гледам филмот и можам да кажам дека сум задоволен, но сепак ми фалеше некој шмек, Джеймс Ган шмек ми фалеше на филмот. Супер е, може би требаше маца биде повеќе комик бук, малку повеќе, иако некој ќе каже ама доволно беше, но сепак сметам дека уште малку повише му фалеше да биде супериорен. Интересна информација за геймерите, добив информација дека Call of Duty Mobile има заработено на 3 милиарди долари од своето постоење. Не знам 3 милиарди како да споредам со нешто друго во гейминг индустријата, но сепак благодарение на големите микротранзакции кои што ги има играта, во текот неколку години има заработено на 3 милиарди. Ghost of Yotei доби 20 минути геймплей видео каде што видовме многу интересни новитети за самата игра. И фановите се многу задоволни од тоа што го видоа. Фановите се задоволни. Во септември дефинитивно сите чекаме да ја играме оваа игра. Првиот дел докажа дека може да биде стварно ремек дел, но сепак и овој втор дел изгледа многу ветувачки. И како за крај, извршен директор на Warner Bros изјави дека нема да се прави Супермен филм каде што актерот ќе биде црнец, бидејќи смета дека тоа би било многу woke. А може би затоа му е скратија платата и ќе го бркаат од работа? Како и да е, дечки, ова беше малце побавна недела, немаше толку случувања, но сепак знаете како се завршува неделата, си зимате дапче, си отварате и на здравје, дечки.